Почитувани, добар ден. Македонија е во длабока траума. Немаме зборови што можат да ја намалат болката. Сочувство до семејството. На социјалните мрежи безброј коментари на сочувство, гнев, измешани тага и болка, повици за враќање на смртната казна. Уплашени родители со страв ги испраќаат децата во училиште, проверуваат дали стигнале, дали се вратиле. Да оставиме ова злодело да го расчистат надлежните и судот да ги казни виновниците спрема законот. Па потоа ќе судиме. Прашањето што долго ќе ни се врти низ главите е зошто? Мораше ли да се случи? Безбедно ли е да се живее во Македонија? А до вас имаме и прашање кое што гласи дали неказнивоста во изминатите години е причина за оваа трагедија. Тука секако ќе ве потсетам дека треба да не заследите и на социјалните медиуми, каде што можете да продолжите со дискусијата стандардно преку коментари, шернување и секако да дадете и одговор на нашето денешно анкетно прашање на Instagram Story. Се разбира, најнапред треба да не заследите на Instagram и веќе на Instagram Story, доколку кликнете, ве прашуваме следново. Дали успеавме во изминатите 30 и кусур години да изградиме држава на здрави темели? Две опции се постоечки за одговор, едната е да, не. Кликнете на вашиот одговор, резултатите ќе ги соопштиме конкретно во издание на Црвена линија. А во продолжение ќе одиме и со прилогот на Марија Митевска. Погледнете. Во влезот од зградата го земаат и е ставено практично со врзани раце и нозе и во една вреќа за спиење и го изнесуваат и го стават во гепек од возилото. Пред возилото Citroen се наоѓа возилото Renault Kangoo, кое што цело време се движи пред нив и е однесено на локација надвор од Скопје. Според сведоците, таму извршено убиството, а после тоа е запалено возилото. Вака се одвивало грабнувањето на 14-годишната Вања Ѓорчевска и вака завршил нејзиниот живот минатиот понеделник на 27 декември. Двајца од осомничените кои го возеле Цитроенот со кој била грабната Вања, вечерта добиле информација дека тоа кобно утро ќе биде сама и во колку часот. Информациите кога Вања ќе го напушти нејзиниот дом во еднонасочната уличка во Дебар Мало, Наум Наумовски Борча, за да се упати кон училиштето Песталоци, ги јавил нејзиниот татко на осомничениот за убиството, Љупчо Павлевски Палчо. Токму со тоа возило е земена малолетничката и тоа во влезот од зградата, односно од живеалиштето, откако предходно, според исказите на осомничените, таткото споделил информација со организаторот за денот и времето на нејзиното излегување сама од дома. Таткото за време на распитот ги негирал овие действија, кои ги кажуваат останатите осомничени. Од досегашниот негов исказ во полиција ја што го знам. Значи, не знам дали во моментот може би нешто ќе се смени или се сменило. Се уште таткото ги негира овие действија. Значи, ние неговата инволвираност, која што сметаме дека е се уште посредна во овој случај, ја вадиме од контекстот на она што го кажуваат другите инволвирани во случајот, дека едното лице им кажало дека се ова го знае од контактот со таткото. Планирале да изнудат пари од мајката на Вања, која прва го пријави нејзиното исчезнување во полиција во 8:35 часот. Мотивот е користољубие, при што едно од лицата во договор и сознаење, според првичните сознанија на член на семејството, го извршувало
го организирал извршувањето на кривичното дело со цел да се изнудат пари од мајката на малолетничката, од кое што понатаму сите инволвирани би имале парична, односно материјална корист. Незиниот татко во 11 часот во полициската станица во Центар ќе го пријави исчезнувањето и ќе каже дека Вања во 7:27 часот го напуштила домот. Истрагата сега се насочува и за тоа која е конкретно врската меѓу таткото и осомничениот за убиство. Имаме сознание дека има од страна на мајката продаден некој стан, за кој што сметаме дека средствата од тој стан биле некаков мотив кој што би требало да бидат предмет на евентуалната изнуда, но сите овие работи ќе ги провериме во текот на постапката. Оружјето со кое згаснал нејзиниот живот не е пронајдено. Според зборовите на Спасовски, паниката на Палчо била присудна да го истрела куршумот. Некаде околу 10 часот ја усмртил малолетничката, исплашен од доказите кои што може да дојде полицијата на веќе започнатата истрага веднаш после првата пријава за тоа сторено кривично дело. Бубевски информираше дека осомничените покрај тоа што ја ликвидирале Вања, откупот планирале да го бараат подоцна. А денес соучениците и родителите оставаат последна порака во книгата на жалост за Вања. Секако ќе ве потсетиме дека се што сакате да дознаете и да бидете целосно информирани во однос на случувањата и последните информации врзани за овој настан, задолжително кликнете и на tilma.com.mk. Со солзи во очите и цвеќиња во рацете, денес учениците и нивните родители отидоа во основното училиште Песталоци во центарот на Скопје да запалат свеќа за Вања. Пред училиштето и редица сите ја напиша последната порака во книгата на жалост за Вања. Оние кои беа таму вела дека се многу вознемирени, дека не паметат таков случај и се плашат за животот на нивните блиски. Бараат казна за сторителите. А ние во Црвена линија пред себе прашуваме дали неказнивоста во изминатите години е причина за оваа трагедија. Мораше ли да се случи? Дали се чувствувате безбедни? И дали успеавме во изминатите 30 и кусур години да изградиме држава на здрави темели? И пред да го вклучиме првиот гледач и да започнеме дискусијата секако со вас, свесни за траумата која што ја доживува македонската јавност за вознемиреноста и гневот кој што го чувствуваат граѓаните, би ве замолиле во предвид да ја имате и понатаму етиката во Црвена линија. Се разбира, останува она што е златно правило во секое наше издание. Недолечен говор, говор на омраза, надвредливи зборови, секако говор кој што алудира на насилство, ќе бидат прекинати токму од страната на Црвена линија. Верувам дека на 02-307-0005 го имаме и првиот гледач за ова денешно издание на Црвена линија. Добро вечер. Дали го имаме првиот гледач? Добро, како и да е, уште еднаш ќе ве потсетам секако дека она што сметате дека сакате да го издвоите и да дадете одговори на нашите прашања, можете да го сторите на нашиот профил на Facebook Црвена линија. Меѓу другото ќе потсетиме дека таму е објавена како и секогаш секоја наша тема, а денешното прашање конкретно и до оние кои што не следат на Facebook е дали неказнивоста во изминатите години е причина за оваа трагедија. И одиме со вклучување на првиот гледач. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Не можам да речам добро, зашто сум многу трогната, сочувство за малата. Како прво, ги замолувам сите, и професори, и наставници,
и сите, да ги тргне рацете од сите партии, си различни од професори запослени и од една и од друга партија. Децата го чувствува сето тоа, дека и наставниците и професорите се поделени. И во малите дечида ги се осеќа гневот. И тие златни мали душички се расправа дека ти си од таа партија, ти од таа. Ве молам, сите гледачи, го молам цел македонски народ да се тргна од партите, да се гледа соживо, да се живеј, да ги оставиме децата да игра по улици, да ги оставиме децата да се радува на школството, да се радува на денот што го живеат. Ве молам најмногу од дното на душата, да се престрани со насилство, со поделби меѓу нас, меѓу сите, без разлика кој како си се определил, да се престани со фудбалските надпревари омраза, меѓу навивачи, меѓу граѓани, меѓу се. Да ви кажам право, живееме во една сладка држава, кај што слободно излегував, не бевме насмејани. Ако сте во години, сте тресиме сите, каде да не сгрешиме нешто, да не ми се тутни некој, по старски шо велиме, страх ме фаќа, верувајте ти да. Ве молам наши граѓани, без разлика, на вероисповест, на се што постои. Бидете смирени, оставите ги децата да живее во детството. И ве молам сите родители, камгите што си ги имате, немојте да се расправате пред децата. Најдете начин негде да си се разберите, децата не ги обвинејте во такви делба и работи. Се извинувам, може би бе нешто без веза. Не, но сега кој би бил вашиот одговор на ова прашање? Дали успеавме во изминатите 30 и кусур години да изградиме држава на здрави темели? Никако, Тина, извини, не го се израз, никако. Благодарам многу, вие сте и првиот гледач со кој што го започнуваме ова издание. Ако имаме следен гледач, продолжуваме секако со вас. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Би ве замолила, ако може и малку погласно, подобро да ве слушнеме. Нема проблема. Добро вечер. Добро вечер. Нека прима сочувство мајката на Вања. Многу сме тажни вака. И затоа сакам за овие што се сега темиве, го слушаме преска, исто така и министерот за правда. Значи треба нема за да има ова смртна казна нема, него за било кој случај. Значи да има си доживотен, дали ќе биде дете сгазено, еве што има деца сгазени, 10 годишно дете, и не може да биде 2,5 години да има казна. Значи доживотно, и ако сакаме да бидеме така. И апел до сите парламентарци, сите партии да се соберат, да земат, да си го донесат законот, значи доживотен затвор. А според вас дали успеавме во изминатите 30 и кусур години да изградиме држава на здрави темели? Не. Дали тоа би било се? Не. И нема да изградиме. Нема да изградиме додека се така прави. Дали Само тоа? едно, ако може да додадеме, и ако има инспектори да се види за... Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија и една напомена, внимавајте на тајмерот 90 секунди, но секогаш Црвена линија е отворена и повторно да го завртите нашиот телефон со цел да добиете нови 90 секунди. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер. Не слушаме, повелете. Да, добро вечер. Не е добра вечер, туку е тажна вечер. Апсолутно се сложувам со вас. Ова е тажна вечер. Детето да плати за грешките на своите родители. Немам зборови. Се надевам дека правдата ќе излезе на виделина. Дали неказнивост е во изминатите години причина за оваа трагедија? Мислам дека не.
Може би да, меѓутоа ретко кој се плаши, ова е до воспитанието, до карактерот на луѓето и до кукавичлукот на татковците. Но во однос на законот еве и спроведување на правдата, сметате ли дека одговорот лежи во неказнивоста, можеби, онаква каква што треба да биде? Па треба да има построги казни, посебно за вакви случаи. Некој да се осмели. Дете, немам зборови, пријатно. Благодарам многу и за оние зборови секако кои што ги споделевте со нас во ова издание на Црвена линија. Го имаме следниот гледач, дали се слушаме? Да, се слушаме, одлично. Повелете. Вака, значи, што и да кажам вечерова, колку и да бидеме во жалење и во тага, не можеме да се ставиме на местото на тие родители што они веќе го доживеа ова што се случи. Значи, све е излишно, што и да се каже, значи, тагата не може никој да ја скроти. Смртна казна, зато. Смртна казна. Пред народ да гледа цел аудиториум од Скопје како да ги гледаат како умираат. Во Кореја за утаена данок... Се извинувам, имаме прашање од овој тип. Сметате ли дека неказнивоста во изминатите години всушност е причина за ваква трагедија? 100%, па нормално. Нормално. У затвор доживотен го слушам прошлиот гледач. Тој у затвор пак ќе јаде од мојот и од твојот леп. Ние плаќаме данок на нив. Он пак ќе живее. Не треба таков човек да живее. Педофил. Што сгрешило тоа девојче во животот? Што сгрешило? Некој да му го земе животот. Тоа е за смртна казна, бре, готово, и то јавно. И уште ова прашање, дали успеавме според вас во изминатите 30 и кусур години да изградиме држава на здрави темели? Јас со оглед на тоа што направив напомена на самиот почеток, сосема ја разбираме, се разбира и болката, и гневот, и желбата се разбира, истата болка да ја почувствуваат исторителите, но имајте во предвид дека и во ова издание на Црвена линија ќе се држиме до нашата строго одредена етика, а тоа е секако да се изостави говорот на омраза, на вредливи зборови, говор кој што ќе алудира на насилство. Секако и оние кои што редовно не следат и учествуваат, знаат и умеат да поентираат со своите одговори без да ги употребат погрдните зборови, секако зборови кои што ќе алудираат на насилство. Продолжуваме. Дали го имаме следниот гледач? Добро вечер. Добро вечер. Не е убава вечер, вака еден цвет згасна. Цвет кој што требаше да оди по патот на радоста, на младоста, а оно отиде како курбан. Ни криво, ни дужно и замина за секогаш. Тие нени родители прво треба да се испитаат дали е така како што кажуваат или не. Дали може таткото тоа да го направи или мајката, а невино чедо што е раснано у нейните гради и цветало како цвеќе. И наеднаш овена, зошто е така? Мрзо, не треба да се мрзиме ние, треба да се сплотиме, да бидеме едно тело и еден дух, заедно сите за еден за сите, а не ова мржна. Ја те мразам, ја како да ти наведам. И на крајот, ни криво, ни дужно да отиде за секогаш тоа. Тој цвет никогаш нема да згасне во нашите гради. Толку пријатно. Благодарам за вашето учество во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Дали го имаме следниот гледач? Дали се слушаме? Се слушам, не те слушам ја тебе. Повелете. Гледај што, јас сакам да кажам нешто во врска со девојченцето што се случи оваа трагедија. Прво предлага овие што се надлежни на државата, да ги речеме што Црно, треба законот да се врати назад како што беше за бивша Југославија. Као тоа. Друго, сега
тој закон, пошто не се поштува, мислам го сменија закон сами, и сега знаеш како е. Млади као млади си вика, јас немам, не може мене никој да ме осуди, ја што сакам тоа ќе правам. И затоа ја предлагам. У овај убивка сега моментално што е за девојче, тука се умешани и татко и мајка, они знаат, све знаат што е и како е, треба нив да се притегне и цела информација ќе се добие точно и како е и што е. И барам, значи, закон да биде доживотен или смртна казна. Тоа треба да има, без тоа ние ќе имаме трагедии големи. Не само да речемо еве они, него и доста други луѓе што ќе бидат еве како да речемо вие и ред други што дете си го испратило у школа и дете го нема више, готово, отишло некаде. Кај е отишло и како, не ќе се чудиш. И затоа треба да има закон овај држава. Да се поштува законот за секогаш. Благодарам многу за вашите одговори во ова издание на Црвена линија. Секако ќе ве потсетам уште еднаш. Темите ги објавуваме и на социјалните медиуми, што значи на Facebook. Колку за подсетување, секако и на Facebook можете да продолжите со коментари и дискусија, а еве и коментар кој што ќе го споделиме со вас, почитувани. Лачки Тодор го има напишано следното. Дали се чувствувате безбедно? Дали полицијата беше на врвот на задачата? Дали се зацкри убиството во очи на самитот на ОПСЕ? Ова треба да ви бидат реалните прашања, ако сте вистински новинари. Што се однесува до нашите одговори кон коментарот на господин Лачки Тодор, сепак ќе подсетиме и еве ќе ви укажеме да не го пропуштите задолжително вечерашното издание на Топ тема со Боби Христов, на кој што токму во ова издание на Топ тема ќе ги има токму одговорите на прашањата кои што ги поставува Лачки Тодор. А што се однесува до нашите прашања кои што се упатени до гледачите на Црвена линија е она следно што ве прашуваме. Мораше ли да се случи се во ова? Според вас, безбедно ли е да се живее во Македонија и дали неказнивоста во изминатите години е причина за оваа трагедија? Да видиме какви одговори ќе даде следниот гледач. Добро вечер. Не знам дали е добро вечер, но сепак нека биде добро вечер заради гледачите. Така, повелете. Јас мислам дека ова само до неказнивост. Еве, сега самиот пример тоа го даде. Например, овој што е сега што го убиецот, се кажува нели преку медиумите слушаме дека е фаќат докпад за убиства, за како да кажа за криминал, за носење оружје, а не е осудуван. Ако тој бил осуден, ако бил во затвор, тоа сега немаше да ми се случи. Нели самиот закон си кажува. Ако например ние имаме кажливост дека некој украл 7 милиона евра и да биде на власт, значи нема закон. Ако јас направам нешто, па било со ќе бидам затворен, биде ќе бидам малтретиран, бишо. Значи кај нас прво закон треба да се донесе. Функционер никако да не може да биде лице што е осудувано, што учествувало во грабеж, што крадело, што макар некој фалба направил, например, за некој да изврши некој злосторство. Прво кај нас треба од власта да се фати, да се донесе нов закон. Никако лице што се занимавало со криминал да не се занимава со политика. Ова да им биде јасно. Гледаме какви политичари имаме, гледаме што ја донесува државата, гледаме каква казливост и неказнивост има за нив. Значи нема никој казне. Нека ми каже, значи кој украл пари право, што би да во затвор болен. Значи здрав бил да украде, а потоа се разболел. Абе како болен? Болен е болен, ајде таму во затвор. Па нема ни доктор, нема ни, тој не заслужил да биде лекуван. Благодарам и вам за учеството во издание на Црвена линија. За подсетување, Љупчо Палевски со прекар Палчо, осомничен за убиството на 14-годишната Вања Ѓорчевска од Скопје и на 74-годишниот Панче Жеровски од Велес, има низа кривични пријави во периодот од 2000 до 2020 година. Како што соопшти Министерството за внатрешни работи, против Палевски во 2019 година е поднесена кривична пријава за неовластено прислушкување и то
телефонско снимање, а во текот на 2019 се поднесени и прекршочни пријави и поради омаловажување на полициски службеник. Во 2020 година е поднесена и кривична пријава за недозволено држање на оружје или распрскувачки материи и непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Во 2005 година е поднесена кривична пријава за злоупотреба на службена положба и овластување и посебни случаи на фалсификување исправа. Во 2002 година за лажно пријавување на кривично дело, а во 2000 година за даночно затајување, се вели во соопштението на Министерството за внатрешни работи. Палевски е во бегство, како што и се кажа на денешната пресконференција. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, тој на 30 ноември побегнал во Србија, од каде отишол во Бугарија. Она што ве прашуваме во црвена линија, дали неказнивоста во изминатите години е причина за оваа трагедија? Добро вечер. Добро вечер. Би ве замолила малку погласно. Добро вечер. Добро вечер. Па видите, едната работа е неказнивост, втората работа е политизацијата, користење на политиката како параван за заштита. Третата работа ви е толеранцијата. Земете, или како да кажем, ако вие против овој човек се преземеа некои мерки кога беа оние протестите за уставни измени и све останато, тогаш ќе го направиха луѓето, ќе го направиа херој, сега го прават криминалец. Меѓутоа, дали знаете дека тој е човекот што го уништи планот на Кензо Танге за Скопје? Дали го знаете тоа? Затоа што тој искористи својата положба да се ја направи зградата на крајот на Партизанска, со што комплетно се пресече, а отвори пат позади да се направи таа бетонска, да не кажам бетонско чудовиште од нови згради. Меѓутоа, тоа е кога се злоупотребува политиката за лични интереси. Нормална работа, толеранцијата на насилството не доведе до овдека. И сега погледнете, наместо да се кај нас да се затвараат дупките што го прават криминалецот недостапен, ние ги отвараме се повеќе. Партиите се препукуваат кој е поголем овој криминалец, а уствари сите ги користат услугите на криминалците. И од тие причини се дека продолжи вака да оди работата, се ќе биде, мислам, за жал, ќе мора да бидеме свесни дека се дека не му се стапне, не се направи. Напомена, како и секогаш, само внимавајте на тајмерот, 90 секунди се одредени за секое вклучување. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Сакам да кажам дека од вашето излагање колку кривични пријави имал, јасно произлегува дека неказнувањето е причина за сето ова. Имено, како може со пријава или да оди со пиштол без дозвола, ако е казниво дело најмалку 4 години, досега да нема никаква постапка и да не одговара. Јас сметам дека сега е време, крајно време, да некој преземе одговорност и за тоа што се затајувало и замајувало јавноста за неговите недела што прави. Апсолутно во системот е целата вида, именно крајно обвинителството и судството. Кога веќе имало толку пријави како што вие наведовте во вашето излагање. Да напоменам уште дека самото носење на оружје без дозвола представува кривично дело за кое е предвидена казна затвор најмалку од 4 години. Каде и што се органите за прогон и за судење во тие случаи? Значи му се возможува новој убиец да хара и да прави што сака во оваа држава. Толку. Благодарам многу и вам за јавувањето во црвена линија. Продолжуваме со вас секако. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Повелете, во црвена линија сте. Вака прво сочувство до семејството, поготово до малата сестричка, зашто родителите се, мене ми чини и двајте да вмешани во ова. Јас сакам
Јас го гледав пресуд на господинот министер и обвинител. Меѓутоа, слушнав, ама не баш доволно, дека продале некој стан. Кога тој стан е продаден, треба да знае, ми чини мајката, или може би и не знаела. Дали некој има дознаено од прогонот, од полицијата, дека убицата или еден од нив му рекол на таткото дали сега сме раздолжени. После смртта на Антина, на Вања. Дали сега сме раздолжени? Благодарам за јавувањето. Подсетување дека секако треба да го заследите профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас. Секако ќе почнеме и од таму да споделуваме коментари од оние кои што не следат на профилот на Телма телевизија на Facebook. Ќе го издвоиме за јавноста и коментарот на Марија Стевковска-Педерсен, која што напишала: ова убиство е само еден од многу симптомите на едно многу болно општество. Неказнивоста е само еден аспект во комплексната психосоцијална состојба во Македонија. Алкохол, дрога, морални вредности кои што се во изумирање. Безредие, сиромаштија, неефективен едукативен систем, корупција, егоцентричност, судство кое што е изгубило секоја смисла на праведност и така натаму. Едуциран човек со правилно расудување никогаш не би киднапирал и убил дете за придобивка. Изгледа мораше да се случи за да сите добијат момент на освестување дека општеството ни се распаѓа и дека патот кој што колективно годиме е деструктивен. Секако целосно коментарот можете да го прочитате, ќе подсетам на Телма профилот на Facebook, на Телма телевизија, одиме и со вклучување на гледач. Дали неказнивоста во изминатите години е причина за оваа трагедија? Добро вечер. Ало, да продолжам. Секако, продолжат. Имам пример, кога ние уништивни институција, користејќи човек со сомнително досие, и ние му поверувавме, да ви кажам право, нели, целата нација се тресевне дека тој е во право со неговите лаги, после видовме како што се случува. И сега ве прашувам, или земете денешната случка со полицајецот од Гевгелија. Обвинителството смета дека он не требал да се пушти во борба со мигрантите и за кај што настрадала оваа нелегалниот мигрант што поминал границата. Па ќе ве молам, какво е тоа толкување дека он не требал тога, зашто го плаќа државата, сакам да ја прашам. Таја обвинителка што го подигнала обвинителниот акт против полицаецот. Зашто го плаќа државата тој човек ако не требал да влезе во дуел со мигрантите или со шверцерите на луѓе? Па тогаш зашто ние, какво е сега тоа осје према Европа за борбата за трговијата со луѓе, кога вие го гоните полицајецот затоа што се пустил во гонење на мигранти, ќе ве молам. И сега вие сакате тој гледате како се таа толеранција на насилството или не кажам на криминалот, вие барате некој утре да се вклучи. Дали имаме права селекција на луѓето кои треба да се борат против криминалот, за да едноставно имате кај другите мотив дека треба да работат? Немате. Затоа што во нашите институции примерно се и се што. Па после се чудиме зашто имаме корупција во затворите, зашто имаме корупција ваму, зашто имаме корупција таму. Затоа што немате правилна селекција. Благодарам за повторното учество во Црвена линија. Почитувани, одиме малку со реклами, а потоа повторно се враќаме во Црвена линија. Почитувани, повторно сте со Црвена линија по рекламите. Напомена секако дека со оглед на тоа што има и многу коментари, сосем разбирливо,
Можете да ја продолжите дискусијата, се разбира и на социјалните медиуми, Facebook Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија, каде што е објавена темата за која што зборуваме денес со вас. Уште еднаш ќе ве потсетам, секако сите вие кои што не следите на Инстаграм, можете да го сторите тоа во овој момент и да бидете дел од Инстаграмџи кои што редовно земаат учество во нашите анкети. Денешното прашање конкретно е: дали успеавме во изминатите 30 и кусур години да изградиме држава на здрави темели? Две опции се за одговор, да, не. Кликнете на вашиот одговор. Конкретно ова издание ќе бидат и соопштени во однос на проценти и резултатите од Инстаграм стори анкетата. А директно кон вас, гледачи, го поставуваме прашањето: дали неказнивоста во изминатите години е причина за оваа трагедија и всушност како можеме и да изградиме држава на здрави темели и дали според вас успеавме во тоа ни за сите овие 30 и кусур години? Добро вечер. Бог да ги прости Панче и Вања, сочувство до двете семејства. Жално е што не се случуваат вакви работи. За да имаме држава на здрави темели, треба 90% барем народ да сакаат да имаме македонска држава. Да копнеат да имаме држава, а не да плукаат секој ден понезе, да фалат нека туѓа поранешна држава пропадната, да му е мила таа што пропадна туѓата, а да си ја мразат својата Кажете ми дали неказнивоста, одговорете ми дали неказнивоста во изминатите години е причина за оваа трагедија? Има причина, да. Ако имате да речеме поранешен премиер кој со видео е докажан дека барал мито, уценувал 200.000 евра барал мито, кај вице таму да дадат пари, и кој јавно вика на трибина партиска че Адам живи луѓе како премиер и членство да му аплаудира и да гласа за таков човек. И ете, видовме, тој беше премиер, што добро направи тој за Македонија? Ништо. Предавства, терор, диктатура, линч на македонци кои си сакат Македонија. А е сега, кои се тука криви? Тие се криви што гласале за него, за таква партија. Но ајде да се навратиме на случајот за кој што зборуваме. Дали според вас во однос на ваквите случаи неказнивоста во изминатите години е причина за оваа трагедија? Има причина. Тоа велам јас дека, еве го, Љупчо Палевски е кадар, школа на таа партија која сега е власт, Титова Југословенска СДС. Палевски е школа, кадар, дете на таа структура удбашка југословенска. Кадар е ниве. Она што мора да напомениме секако дека во ова дискусија секако ќе го исклучиме моментот на тоа да се осврнуваме кон политизирање на темата. Зборуваме за случај кој што ја потресе јавноста, кривичен случај секако. Зборуваме за двојно убиство и би ве замолила како граѓани пред се на ова земја да се држиме до темата и да ги слушнеме токму како жители, граѓани, кои се вашите одговори, особено кон овие прашања. Безбедно ли е според вас да се живее во Македонија? Можеше ли да се избегне целава оваа трагедија? И дали неказнивоста во изминатите години е причина за оваа трагедија? И дали успеавме во изминатите 30 и кусур години да изградиме држава на здрави темели и доколку не, како можеме според вас да го направиме тоа? Добро вечер. Добро вечер. Во Црвена линија сте, повелете. Неказнивоста има неказнивост и неказнивост. Секој злоупотребува неказнивост и реагира онака поред неговите нагони. Мене ми е многу на некој начин страв да не ова убиство е створено од нагонот на овај човек, кој што го извршил убиството равнодушно, како да скршил некое шише во кафана. Човекот така се однесува, па изигрува некој водач, лидер, партиски, па спомнува Библија во некои моменти, па води под
овие портали и така натака. Застрашувачки е неговиот нагор, но уште позастрашувачко е тоа што се таквите луѓе толерираат во државата. Уште од почетокот на 90-тите години таквите луѓе со лактање дојдоа на власт до капитал. Се пашам дека во вторите, третите, па и во првиот ешалон има такви луѓе кои што воопшто не се грижат дека постои и друго сушество за тоа. Мислам дека, можда ќе грешам, нека ми извини, но ова е Ке напоменам и во овој дел од црвена линија, пред се ќе ви се заблагодарам за учеството. Имајте во предвид дека временски секое јавување е лимитирано на 90 секунди и сега го ќе му се заблагодариме на гледачот и ќе подсетиме дека се додека траеме можете повторно да го завртите нашиот телефонски број. Дали неказнивоста во изминатите години е причина за оваа трагедија? Да видиме што ќе каже следниот гледач. Добро вечер. Да, точно. Точно е тоа. Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Точно е дека неказнивоста. Сега уште по-лошо ќе биде, затоа што ги сменија, намалија казнивоста, намалија ги, дадеа и сила на криминалците, на убијците да бидат уште посилни. Ја украдам, ама ќе лежам една година, па ќе си излезам. Па што е тоа една година за мене, или 2 или 3? Ко украде тешки милиарди, милиони. Како не, точно дека е тоа неказнивоста причина. Затоа што, гледајте, монструм на Смилковска езеко, колку години се казнува и колку години се суде. Не се тие нивни деца, да се нивни деца, уште вечерта ќе најде кој го убил. Или кој ги убил и кој покале. Ама тие траат за Царковски што му се паат вајцата партија и устранство да бегат. Каде е цел Косово да дојде? Тоа е неказивост. За се што слушаме ние сега, гледај го Касами денеска го слушам. 2 држави има. Се вклучи црвената линија. Значи, употребата на имиња, односно, алудирање на имиња на политичари. Денеска јас ве замолувам ова издание да се избегне политизирањето и секако ве замолувам како граѓани кои што живеете и постоите во оваа држава да ни откриете и пред се со вашите одговори и надлежните да го слушнат мислењето на оние кои што директно ќе бидат вклучени во црвена линија. Дали според вас неказнивоста во изминатите години доведе до оваа трагедија? Е всушност и причина да се случи ваквата трагедија? И дали според вас успеавме во изминатите 30 и кусур години да изградиме држава на здрави темели? И доколку не, како ние можеме тоа да го сториме според вас? Добро вечер. Добро вечер, Тина. Повелете. Па еве сега, во оваа трагичен ден, овакво, сите сме потресени на некој начин. Види се, ние со овие 3 партии држава не правиме. Знаеме дека овие 3 партии се криви за ова што се дешава. Например, кој е Љупчо Палевски Палчо? 56 години човекот цело време ова го прави, со децени го прави. Рекет, уцени, по фирми, уцени, ниједна партија не реагира. Ниједна партија не реагира. Мене, знаеш од кога, Тина, јасно ми е дека овие партии, Македонија, држава смета за фирма, за нејзина својина. Сите 3 партии, фирма. И си го делат пленот само. И тоа им е работа. Тоа им е работа. Овие 3 партии више никој не верува. Они, знаеш како, се надеваат на тие нивни 250.000 што ги имаат вработено, знаеме администрацијата има над 100.000 вработени и уште 150.000 на тие гласачко тело име. И толку. Дури се 3 партии нема држава, Тина. Тоа е мојата констатација.
Еве, според вас лично, има ли никаков начин, шанса да изградиме држава на здрави темели? Има, Тина, има. Знаеш како има? Само ко ќе ги казниме овие три партии стора. Така, благодарам за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Па, не знам дали е добро вечер, ај ќе кажи ви дека е добро вечер. Јас би кажал, здраво општество за да изградиме, треба да имаме ние здрав систем. Системот здрав од 90-та година навака ова партија што е на власт го направи партал. Како економски, така политички. И што сакате, овој ќе го судиме, овој ќе го простиме, овој нека кради, овој нека граба, овој е наш, овој е ваш. Така држава не се прави. Испродадо, фирми растурија, народ испуштија без работа, територија распердашија таму. Абе, сега, ова наша територија сака да не постои да биде Сан Стефанска Бугарија. Кажете ми според вас како можеме да изградиме држава на здрави темели? Треба да изградиме држава, цел народ да стани, овие што се на власт да се протерат и нов закон, копија да си донесиме, сропати сум рекол, австријскиот закон ќе го донесиме, ќе го препишиме, тука и по него, по линија, ни напред, ни назад. Само така. А не да ни натурат овие европљаниве устави да твораме злова и зора. Ние самите, иначе ова што е сега на власт, одма да се протера, е уништија државава скроз. Па уште заседаваат, уште 300 чуди да прават манипулации, како што да се доуништи државава. И тука немаме излаз ние со овие. Апсолутно. Треба подкрито народецов. Ама и народ сме распани сите, ние што джапкаме по некој на телевизија се бориме. Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Продолжете да не следите. Добро вечер, ако го имаме и следниот гледач. Го имате следниот гледач. Црна вечер и црн ден. Ќе биде опишано во Македонија. Од неслуга на своите родители настрада невиното дете. Тоа е многу трагедија голема. Ало, да, ве слушаме, продолжете. Една држава без судство, без правда и без осудување на виновниците не постои држава. Така да голема трагедија и запишано ќе биде во историјата овие 30 години дека не сме безбедни. И уште ќе бидеме небезбедни. Кога својот родител си го предава своето дете, па што треба да биде од другите луѓе? Нека тој свој родител што си го предаде своето дете, он си знае зашто и како, сам да си го... Според вас како можеме да изградиме држава на здрави темели? Само со јак систем и јако судство. Дали се слушаме? Да, продолжете, ве слушаме секако. Ако има систем и владење во државата, тогаш ќе се опре државата. А се докле секој еден се бави со политика и секој еден е политичар, држава нема да изградиме. Толку од мене. Благодарам многу и вам за учеството во ова издание на Црвена линија. Да слушаме кој ќе бидете одговорите на следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер од Расиново, а не е добро ни вечера, ни утро, ни сабаје. Вака, најпрво користам прилика со чувство до мајката на таа, девојчето, за тоа што кај нас гинат невини луѓе. Сега кој е крив? Не е по политика, ве молам. Тука се работи за еден млад живот. Тој е гнасен чин. Ако има држава или ако постои правда, тоа треба на некој друг начин. Навистина ние сме демократи, ама за вакви педофили, вакви убици, вакви ние ги чуваме со нашиот труд, со наша мајка, ова држава кај што сме, ова мајка, оти не можам све да зборувам, оти све на совест, од ја да памитам, од маката, од најневино иде удира, најневино. Не е битно како се вика таа дете, не е битно чие, тоа е наше дете, од наша куќа, од наша држава.
Вемолом. Дали неказнивост е според вас во изминатите години причина за оваа трагедија? Немало, затоа што нашиот парламент се мавка со други работи за педофилија, да го одобрат педофилијата, да одобрат лесбејки, не знам што друго трето, а не се бави со својот народ. Затоа дојде. Прават плантажи за дрога, за друго, за трето, држава. Ова ништо. Прво треба плантажите да се уништат до крај. Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Напомена за останатите кои што допрва ќе се вклучувате, следете го тајмерот, 90 секунди е секое јавување. Добро вечер за новиот гледач. Добро вечер. Тина, заради тебе ќе ти кажам добро вечер, меѓутоа не е нити добар ден, нити добро вечер. Се сложуваме целосно со ова што го кажате. Сакам да кажам дека неказнивост е првиот параметар што во државата е вака. Значи има случаи, да земеме од Смилковско Панавата, убиства, киднапирање на деца и други криминални работи кои што не се уште разјаснети. Друго, државата, значи, може да биде подобра, меѓутоа треба домаќини луѓе. Како во една фамилија, кога треба да биде мажот домаќин, мајката или жената домаќинка, така и во државата. Еве, например, ќе кажам за Јанкуловска. Таја џабе сирота одлежа толку години затвор и детето не си го виде како мајка. Зашто? Затоа што подпишала да се купи автомобил за да се возат реномираните гости што ќе дојдат да не представи во добро светло Македонија. Друго, Груевски си отиде, нормално дека ќе си отиде. Па добро, што е каба е човекот? Човекот го направи Скопје кукла. Значи, што би рекла Шикеринка бомбона. Кажете ми, дали неказнивоста е во изминатите години причина за оваа трагедија? Па реков бе душ уште почетокот, реков дека неказнивоста е првиот параметар што е државата ваква во ваков колапс. И тука нема што, мислам, жалам за овој. Благодарам многу што го дадовте одговорот конкретно на нашите прашања кои што вечерва ги имаме до вас. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се слушаме? Да, повелете. Па видите вака, покрај неказнивоста и затајувањето на социјалните служби се најголеми причини. Прво, неказнивоста е на прво место, али затајувањето на социјалните служби во однос на градинките, училиштата со малолетни лица, денеска му текна да влезат во училиштето да му кажуваат на учениците. Денеска. Па то, кај го има тоа така? Денеска му текна социјалните служби да влезат во училиштата. И ќе го поврзам сега тоа со сестричето на ова што е убиено. Сега треба се внимава и на него, затоа што таму има дисфункција на семејството татко-мајка. Едни ја пријавуваат во 8,5, други во 11. И предавник е татко му дори. Според вас како можеме да изградиме држава на здрави темели? Ако има политичари со лекарско уверение. Само тоа, ако консилијарно мислење дај тројца доктори дека може некој да биде политичар, тоа. Значи тие донесуваат закони и здрави закони ќе донесат здрави луѓе. Така ве слушаме, имате уште некои 12 секунди. Се исклучи гледачот. Добро, благодарам за учеството. Добро вечер. Би ве замолила да го намалите тонот на телевизорот, да зборуваме преку слушалка. Дали се слушаме? Дали се слушаме со гледачот? Најверојатно, дали се слушаме? Добро вечер. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Дали сум ја на Тинка на линија? Да, повелете. Знаеш што е проблем, Тинче? У овој наш систем. Само чим га утепа едно дете без разлики, чиво да е. Дали е македонче, албанче, не е битно по нацију. Тоа е млад живот.
одма тај подхитно на площад да се изведе и да се стреља. И тога народ има да разбере што е дека не смее тој да го прави. А све док тој го нема, све ќе се утепуе Но млади деца. дали успеавме според вас во изминативе 30 и кусур години да изградиме држава на здрави темели и доколку не, како можеме тоа да го направиме? Па немамо ми здрави луѓи на власт, како здрави темели ќе изградимо на овој држава. Па здрави луѓи немамо, сви се тамо тие луѓи нездрави. Благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме со гледачите. Секако е уште еднаш да укажам за оние кои што можеби прв пат се вклучуваат во ваква контактна емисија. Имате во предвид да ви биде целосно намален тонот на телевизорот, за да нели бидеме веднаш во можност одлично да се слушнеме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Па, неказнивоста, сигурно дека неказнивоста му дава право да крада, да речеме, мимо ова сега ќе го кажам што се случи овие денови. Значи, неказнивоста, како можеме да изградиме здрава држава? Па ко ќе имаме ние здрава правда, правдата ни е за никаде, командува политиката во правдата. Како што ќе му нареда на судијата, така ќе суди. Сите моменти што се направија, убиства едно друго, сите се оставени на здрави нозе, нема гајлија. Дали некој затвор, некој ги ослободија. Ова сега што се случи, да речеме, јас би сакал, да речеме, кои што се тие највиновни, сите се виновни, чак се овде ќе е мешана и политиката. По моје, јас така мислам, без разлика. Ете, тој убиецот ки работел бил, да речеме, некогаш и во политиката, и во едно, и во друго, без разлика како што, или обиениот, грешка можда сум, така да... Благодарам за вашиот одговор и секако уште една напомена, следете го тајмерот, 90 секунди е време траењето, бидејќи автоматски се исклучува, но додека траеме секако можете повторно да го завртите телефонскиот број 023070005. Добро вечер. Ало? Добро вечер, ве слушаме, во Црвена линија сте. Ало? Ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Нешто за темата да кажеме, нешто. Секако повелете, еве, дали неказнивоста во изминатите години е причина за ваквата трагедија? Видите, господја Тина, значи, неказнивоста сте погодиле темава, тоа е камен на спотицање, значи грешката е во тоа, во темата. Значи неказнивоста е главни клуч за темава, за све, за овие проблеми што произлегуваат. Значи тоа, ние пошто сакаме према Европа, према тие светски норми и многу построги треба да бидеме ради воведување на некои построги казни. Нема демократија кај што има дивјаштво уште. Замислите, таткото се работувал со овие, со киднаперите, со тој убиецот и така натака. Го издал своето дете, тоа више нема родителски инстинкт, ништо нема. Или па тука дрогата исто прави тоа се деструктивни личности више. Ви благодарам што ме вклучивте и имајте убав ден. Благодарам и вам, секако што земавте учество во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Би ве замолила малку погласно, секако подобро да се слушнеме. Добро вечер. Добро вечер, Тина. сега веќе е подобро, повелете.
Дали некажнивоста во изминатите години е причина за оваа трагедија? Да, и тоа 100% гарантирам. Исти беше случајот и со мојот син. На 30.11. во Песко добив пресуда 90.000 денари му до судија, кој беше згазен на пешачки премин, како куче. Куче да беше повеќе добиеше. Му до судија несправедлив однос, околу 90.000, тоа беше листото коло Мицев, а судијата крајно неодговорно детето го обвини, иако беше прегазено на пешачки ангелковски ато. Тоа пуста пара, железни врати отвара. Кој има пара добива денеска, кој дава тој добива. Одиш по правда, се враќа за неправда. Како можеме да изградиме држава на здрави темели според вас? Никогаш не можеме да изградиме држава на здрави темели, бидејќи немаме сигурни институции, немаме судство, немаме полиција, немаме ништо. А за темата би кажал дека денеска е најтежок ден во наша мила Македонија. Златна света пречиста да ја донесе помош и да ја даде сила на мајката. Сите сме избезумени, никој ноческа не сме спиени. Благодарам за јавувањето. Македонија е во длабока траума. И ние како редакција немаме зборови што можат да ја намалат булката и еве во овој дел од Црвена линија уште еднаш испраќаме зборови на сочувство до семејството. Продолжуваме со вас, почитувани, дали неказнивоста според вас во изминатите години е причина за оваа трагедија? Добро вечер. Добро вечер, ве слушаме во Црвена линија сте. Наверојатно гледачот го нема намалено тонот на телевизорот и нека го има тоа во предвид останатите кои што ќе го завртат нашиот телефонски број 023070005. Добро вечер. Ало. Добро вечер, во Црвена линија сте. Дали сум јас на линија? Да, повелете. Видете, ова е стварно нешто грозоморно што се случи кај нас во нашата држава. Тоа значи говори дека ние уште не сме како зрело општество. Значи уште кај нас имаме моноструми кои без никаква причина можат да убијат човек, еден или двајца, и општо да не ги мати савеста или да има. Тие фактички има во секој општество такви луѓе. Тие фактички не се како луѓе дозреани. Кај им нешто фали. Тие немаат доволно хормони што можат такво нешто да направат. А дали е неказливост кај нас, тоа не е точно. Кој останал неказнен да го направи такво дело? Секој ги не би казнен. Кој помалку, кој повеќе, зависи од тежината на телото. Затоа гледам сите што кажува, зборува ван темата. Некој нешто што општо не ги онакои. За вакви луѓе државата нормално презема нормални, ги откри, успешно ги откри и сега треба да се казнат најстрого што може да се казнат. За другите, да не така покушуваат да можат да извршат вакви злодела. Ова да ти да земиш со пишо, дубијаш невино дете, без размислување, без тоа го нема нигде. За 2 сати. Животно да е, па ќе помислите, чекај, што правам јас? И сега бега, се онако и... Ке подсетам, немавајте на тајмерот. 90 секунди е време трењето. Добро вечер за следниот гледач. Ало. Добро вечер. Ало. Повелете. И на здраво. Здраво. Вака. Пред се не е ова трагедија, ова убиство со умисла и организирано. Трагедија мислам дека не е, затоа што жалостно едно 14 годишно девојче да го снајдете, ова е убиство. Тешко убиство. Меѓутоа, јас ги подсетувам граѓаните, не политички. Верувајте дека не застанувам за ниједна партија. Меѓутоа, имаме тука не закон, не функционален закон, Министерство за правда не работа. Ајде, ќе ги подсетам гледачите за изборите на една партија, еден бодигард на еден премиер со шамари, со боксови утепа дете. Кај отиде? Избега, вамо, тамо, го скрија политичките партии.
Незаконити, нема закон, нефункционална ни е државата, луѓе, сватите, оставете ги партиите. Дај бре да ги заштитиме народот. Ова е бедотија од сите партии. Имаме ние на папир, имаме се, меѓутоа нефункционални се тие. След тоа партиски ги управуваат и овој случај ќе се заврти така, а тешко тоа 14 годишно девојче што ќе гние во земјата за болноумни луѓе, зашто Македонија е полна. Благодарам и вам за денешното учество во Црвена линија. Продолжуваме со реклама. Во овој дел останува да ги соопштиме и резултатите од Instagram Story, а анкетата еве како одговорија на денешното прашање инстаграмџи. Дали успеавме во изминатите 30 и кусур години да изградиме држава на здрави темели? Со да одговорија 6%, со не 94%. Тука останува секако да се поздравам и да ви се заблагодарам за денешното учество во издание на Црвена линија. Уште еднаш од редакцијата на Црвена линија да изразам сочувство до семејството и секако со напомена до вас дека утре повторно во стандардниот термин на Црвена линија ќе бидеме заедно. До тогаш, довидување.